Јас ви кажав дека ова време ќе имате можност да уживате во звуците на гитарата и веднаш ќе ги поздравам првите наши гости, Ристе Бојковски, заедно со неговиот ученик Боријан Блажевски и, како што кажав, ќе си уживаме сега малку со еден убав и опуштен разговор. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Драго ми е што ќе имаме можност да ве слушнеме. Ирена, добро утро и до тебе. И секако повели. Да, благодарам. Убава најава, а како инаку би го започнале овој разговор, ако не со музика. Одиме прво со музика, како што ги најави нашата Слободанка, Ристе Бојковски, собственик на школа за гитара Бојковски и неговиот ученик Боријан Блажевски, исто така ученик во школата за гитара Бојковски. Повелете да ве слушнеме со музика, а потоа си разговараме и си слушаме музика. Благодарам. Браво, прекрасно навистина, убав почеток на овој разговор. Ристе, ти благодарам што си повторно заедно со нас, со нашите гледачи. Верувам дека оваа песна им го разубави и ќе им го разубави јутрото и денот на нашите гледачи. Би сакала за почеток со тебе да го започнеме разговоров. Од каде љубовта кај тебе кон гитарата? Ирена, добро утро. Повеќе пати си ни гостувал, ама никогаш не сме зборувале вака малку и за тебе. Добро утро. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата повторно да бидам ваш гостин. Поздрав до вашите гледачи на вашата емисија. Љубовта за гитарата, па кај мене од мали години, Ирена. Конкретно јас помалечок бев и од Бобо уште, се сеќавам со моите родители на гости бев кај нивни пријатели и по некоја случајност пријателот на татко ми беше наставник по музичко. И така одеднаш човекот зема гитара да отсвири и ми дојде некој убаво чувство кога видов така дрвено инструментче, малецко, фино, а таков топол звук, племени звук. И во истиот момент знаев дека морам во животот да научам да свирам гитара. Да. Ви благодарам за оваа песна што ја отсвиревте на почеток, Елено Керко, една од моите наомилени. Мене дури и солзи ми дојдоа додека свиревте вака малку и сега гласот ми трепери бидејќи е стварно преубава песна македонска. Каков инструмент е гитарата? Има повеќе видови на гитари, може да објасниме тоа и овдека гледам дека твојата гитара е за повозрасни, а на Бобо, како што нели Боријан Бобо, на Бобо е малечка гитара баш за дечиња. Па има гитарата е жичен инструмент, има повеќе видови на гитара. Има нели првата гитара како што е измислена гитара како инструмент е ова гитара. Класична акустична гитара. Сега во сите гитари има различни големини. Во четврти се вели тоа, 2/4 за 3/4 и 4/4 е оваа гитара. На Бобо конкретно е 3/4, има и за помали дечиња од Бобо, таа е 2/4. Да нагласам дека гитарата е полифон инструмент, Ирена. Што значи полифон инструмент? Кога самиот инструмент истовремено свири мелодија и хармонија се прати. Кога е измислена гитарата е како таков инструмент измислено да се свири со прсти. Не разбирате, и мелодија да свири хармонија да се прати. Сега во помодерно време електрични гитари со трзалици, со нови техники и во многу бендови се користи само за пратење како хармоничен инструмент или како мелодиски, меѓутоа изворно инструментот е полифон инструмент. И еден од најдобрите за мене во свет. Да. Кажа дека љубовта ти е од мали години, значи уште помал од нашиот Боријан. Боријан, ке ни кажеш, ке се представиш за нашите гледачи. Колку годинки имаш? Имам 9 години. 9 и си кое оделение? Четврто во?
четврто во Јана Москоменски. Коменски, така. Ти си ученик во школата за гитара Бојковски. Ристе те има научено, претходно не знаеше да свириш гитара. За 7 месеци ова е навистина прекрасно што го слушнавме, многу убаво одсвиривте заедно со професорот или наставникот, како си се викате. Ристе, како започнува твојата приказна за училиштето за гитара Бојковски? Постоите 19 години, така? Или на 19 години, да. Да, ја паметам кога го отворив училиштето, па во Скопје немаше многу училишта за гитари, 2-3 имаше вкупно, така барем знам, така мислам. Паметам, Узон имаше училиште за гитара, имаше едно професор, имаше Тони Петков и јас. Може би има други, но не знам. Континуитет од 19 години, спонтано се случи тоа, спонтано. Значи многу ученици поминале низ Илјадни ученици можам да кажам дека за овие 19 години има ли некој помина. професионално што се занимава со гитара од кај Има вас? доста, има професионални музичари кои што си свират сега во бендови, така? Да, има доста, има доста. Она што е сега актуелно, Ристе, тоа се одат веќе и фотографии од вашата школа за гитара. Она што е актуелно во моментов се веќе септемвриските уписи, така. Ајде за сите заинтересирани кои што сакаат еве вака да свират како Боријан, како Бобо, до кога се уписите, за во која возрастна група, време трањето на часови, како трае? Како сам, уписите ќе трајат до крајот на септември. Добра. Значи Требаше почнувате од октомври, официјално. Не, почнуваме од 10 септември. Меѓутоа за голема заинтересираност го продолживме уписот до крајот на септември. Добра. Возраста е неограничена. Моето училиште е за сите возрасти. Најмала возраст која е? Најмала ми е од 5 години, најмалиот ученик, најстариот ми е 72 години. Браво. Да. И сега часовите како се одвиваат, колку пати неделно е тоа? Наставата е во групни часови, во помали групи од 3 до 4 ученика. Сите се со слична возраст и иста возраст, исто знаење. Еден час трае 60 минути, по еден час неделно, 4 часа во месецот. Да. Значи еднашка неделно 60 минути и по 3-4 се во група за да може да им се обрне внимание. Да, сите се со слична возраст и знае. Да, се гледа дека им се обрнува внимание, бидејќи ова што го одсвири Бобо е навистина фасцинантно, ќе ни свирите уште, ама нека си одат фотографиите, јас имам уште прашања. Покрај септемвриските уписи, постои ли интерес? Веќе се започнати уписите? Постои, така? Да. Постои интерес за изучување на овој инструмент? Па да, популарен инструмент е гитарата. Повеќе машки или женски? Истиот бро, да бидам искрен, истиот бро. Значи нема разлика. Нема разлика, не е ова нема. стрикно машки инструмент или стрикно така. Не. Одат фотографиите, ги видовме фотографии од вашите завршни концерти. Исто така имавте и летна школа во Охрид, така? Летен камп, така, летен камп. За кого беше? Тоа е само за ваши ученици. Како ви се одвиваат тие летни кампови? Претпоставам многу дружење, многу музика. Многу дружење. За децата е прекрасно. Прекрасно искуство да го поминат. И како ви траат, колку дена се, како по беше? 5 до 6 дена траат летните кампови, имаме по 2 часа во денот гитара, учиме, вежбаме. учите, значи? Учиме, не, само... секој ден по 2 часа имаме, да. Тие часови на летниот камп ги користиме за последниот ден од летниот камп, имаме настап, концерт и тие часови се спремаме за концертот за последниот ден од летниот камп. Еве си отидоа фотографиите, убаво ги видоа и нашите гледачи. Сега би сакала пред да си продолжиме понатаму со разговорот. Имате вие подготвено уште една номера? Имаме. Тоа ќе биде од? Од Sting, Fragile. Ајде. Од убаво по убаво. Повелете.
браво, уште еден аплауз, браво, гледам како Боријан внимателно вака гледа кон својот наставник од време на време. Не е лесно да се учи овој инструмент, предпоставувам, не е лесно да се совладаат техниките, Боријан. Како ти беше тебе на почетокот? Убаво. Убаво? Убаво ти е во училиштето Бојковски? Убаво си се дружите со другарчињата? Беше ли ти на летниот камп во Охрид? Не. Со дечињата, а на завршните концерти што ги организираат? Да. Да. Ке ни кажеш, Ристе, како ви се и кога ви се завршните концерти? Обично предпоставувам на крајот На крајот и на школската година, така? школската година, да. Да, во декември и во мај се завршите концерти. А во декември е како новогодишен? За полугодие, па така, полугодишен. новогодишен, полугодишен, да, пред распустот. Интересни се концертите, голема е посетеноста и многу е важно за ученикот. Фино искуство е да настапи пред поголема публика, да. Адреналин малку да осети така како награда за едно полугодие и да оѓаат концертите. Ли сте свириш некаде во некој бенд или чисто само во школата во твојата школа и наставник, професор си во IPS, приватното училиште америчкото, да. Исто гитара или музичка? Исто гитара, да. Ирена, последниве неколку години послабо свирам. Предходно свирев, правевме концерти и се меѓутоа последниве години се посветив доста на предавањето, на школата и така. Значи, со учениците. Свирам, правам концерти луѓе. со учениците, да. Многу луѓе излегуваат од твојата школа, еве и од приватното училиште IPS, исто така и од твојата школа Бојковски. Како да ве најдат сите заинтересирани? Како да стапат во контакт со вас, бидејќи се уште во тек септемвриските уписи? Моето училиште се наоѓа во аеродром, во близина на железничка станица. Гледачите можат на Facebook и на Instagram Школа за гитара Бојковски да отворат, таму има контакт телефони, може да ме побараат, да ми пишат порака, ќе останеме контакти. Да. Сега сакам да ве прашам нешто што имате ли вие можеби ваш идол, некој гитарист? Одите ли на концерти на овие познати светски гитаристи кои што доаѓаат еве и кај нас, па и во соседството? Имате ли некој вака репер по кој што така, нечија музика која што ви омилена? Пако де Лусија го почитував како гитарист, многу го почитував Пако де Лусија, да, тој ми беше така како репер, можам да кажам. Боријан, тебе да те прашам, некој гитарист познат? Би сакал можеби да свириш во некој бенд понатаму? Ке си проложиш со гитара, проложуваш и понатаму, така? Ристе, само овој тип на гитара се изучува кај тебе или може и, како што ги кажат, електрична? Не, сите видови на гитара, да, и електрична гитара, бас или сега да не кажам нешто што не треба, и бас гитара има, така? Бас гитара не, нема. Може, бас гитара е полесна од соло гитарава, меѓутоа не. Класична, акустична гитара, електрична гитара, тие се инструментите што предавам, да. Значи и електрична и акустична, ова акустичната е потешка, така. Свириме фингерстайл со прсти. Ова е она правилна гитара. Ја ако се прашам, секој почетник би требало на ваква гитара да почне и по некое време може слободно по такој правец го интересира каква гитара сака да. Меѓутоа ова е школска гитара. Да. Добро, некоја порака до гледачите за крај, оние кои што не гледаат, кои што се заинтересирани да учат гитара, Бобо, ќе кажеш дека не е тешко, нели? Лесно се совладува, само треба да се има желба, така? И да се биде упорен. Дали дома си вежбаш сам, покрај тоа што ќе им даваш домашна, така? Да. Да, си имате домашна и си вежбате. Колку секој ден си вежбаш или како? Или кога ќе ти дојде? Скоро секој ден. Скоро секој ден. Да. Убаво ти е да си свириш. Им свириш на другарчињата, по дома си свириш? Да, свирам. Одлично. Па јас мислам дека тука сме веќе со времето. Мораме веќе да го привршуваме разговорот, нели Слободанче, ама ќе оставиме уште една куса нумера за крај, овој пат соло. Боријан ќе ни оцвери нешто сам и потоа ќе се поздравиме. Ви благодарам. Почни си.
чест. Само да прашам уште едно нешто за крај. Дали учениците мора да си имаат своја гитара собствена или ова се од вашата школа, би ти гледам лепенки од Бојковски? Не е морално да има своја гитара, за почеток може на мои гитари да свират, меѓутоа Потоа, за да може да си вежбаат дома. Точно така. Ви благодарам многу, ни го разбавивте денот, утрото секако, убаво е да ни почнат вака утрата, да ни започнат со убава музика. На мене барем убаво влијаевте, претпоставувам почитувани дека и на вас, а она што следува во продолжение ќе ни каже Слободанка. Да, ќе кажам јас што следува во продолжение, но малку ќе се надоврзам повторно со нашите гости, познавајќи го Ристе, прекрасна школа, излезени многу таленти од твојата школа на гитара. Еве како и Борјан, како велиш, ќе им свириш на другарчињата, момчињата, на девојките, кога ќе засвират, да видиш што ќе биде понатака. Еве гледај колку е Борјан само убав, лепотан. Да, точно. Борјан, може да те прашам нешто? Може. Ако го спомнам град Тетово, тебе те асоцира на нешто? Да. На што најмногу? Па порано живе во Тетово, таму имаме и куќа. А одиш ли во Тетово? Да. Браво, Борјан, јас сум многу горда да ти кажам што еве сега со твојот татко си поразговаравме и гледам дека ми се обраќа на тетовски, си велам од каде сега ова и така дознав дека Борјан е наше златно детенце од Тетово. Ти посакувам многу успех понатака и да станеш познат гитарист. А со твојата убавина и со гитарава можам да замислам за некоја година што ќе се случува. Ристе, се гледаме повторно. Добре дојдени сте ни впрочем како и секогаш.